текот на изминатиот период од една година наплативме приходи во висина од над 2 милиарди евра, или речиси 105 милиони евра повеќе приходи од истиот период претходно. Намалување на 67 царински стапки за производи и суровини, со што значително се помага во секторите на автомобилската, металопреработувачката индустрија, металургијата и енергетиката. Целта е зголемување на конкурентноста на македонската економија. Станува збор за сеопфатни реформски политики, со кои што од Царинската управа ја издигнавме на повисоко ниво. Успехот е наука. Ако имаш услови, ќе ги оствариш резултатите. Во изминатиот период заеднички покажавме дека институциите може да бидат двигател на позитивни промени кога се водат со визија, а тимската работа е ставена во прв план. Не зборуваме веќе за индивидуални успеси. Царинската управа стана символ на институционален капацитет што колективно испорачува резултати. За силна царина потребна е силна поддршка. За Царинската управа да продолжи со овој тренд на успех, мора да инвестираме во луѓето, технологијата и институционалниот интегритет. Мора да создадеме стабилна рамка за мотивација на кадарот, подобри услови за работа и конзистентна политичка и финансиска поддршка. Само така можеме не само да одржиме, туку и да ја надминеме оваа почетна успешна динамика. Царината не е само приходна институција. Таа е и бранител на легалната економија, чувар на безбедноста и партнер на стопанството. Нашата мисија допира до секој граѓанин преку заштита на здравието, животната средина и економската стабилност. Ова е само почеток. Потврда дека сме на вистинскиот пат. Еден од тие столбови што го гради новото време, што ги поставува темелите на промените, е токму Царинската управа. Податоците сами по себе многу говорат. Во текот на изминатата година наплатени се приходи, како што кажа и директорот, во висина од над 2 милиарди евра, и тоа се за 105 милиони евра повеќе отколку во истиот период претходно. Тоа не е случајно, тоа е резултат на принципиална работа на раководење без калкулации, на борба со сивата економија и корупцијата и на јасна политичка определба. Парите додат кај граѓаните, а не во нечии џебови. Затоа денес растат приходите од царината, како што кажа и директорот, за 15,2%, од акцизата раста за 7,1% и така натаму. Знаеме што значат овие бројки. Тоа значи повеќе за пензии, за плати, за болници, за училишта, за патишта и за иднината на нашите деца. Тие пари до вчера завршуваа во сивата економија. Денес се враќаат кај народот. Особена благодарност упатувам до директорот на Царинската управа, господинот Бобан Николовски, и до целиот тим која води оваа институција со знаење, одговорност и непоколеблива решителност да се спротистави на секоја неправда, на секоја злоупотреба и на секој што се обидува да работи спротивно на законот. Овие бројки и податоци навистина се импресивни и се јасен доказ за посветеното, професионалното и транспарентното работење на оваа институција. Тие се резултат на вложен труд, визија и соработка и представуваат уште една потврда дека кога институциите се водат од луѓето со интегритет и одговорност, успехот е неминовен.